Почитувани, добро утро и од мене. Ние продолжуваме со програмата на Слободен печат. Може би слушнавте од мојата колешка Александра Вуксановиќ за кои ни се првите гости во студиото. Меѓутоа, пред да ги најавам гостите, би сакал малку да кажам кој е поводот за нивното гостување овдека во студиото. Годинава имено се одбележуваат 76 години од Меѓународната декларација за човекови права. На 10 декември 1948 година во Париз од страна на Генералното собрание на Обединетите нации е усвоена Универзалната декларација за човекови права. Декларацијата е создадена во период по Втората светска војна и означува право глобално изразување на основните права на сите човечки суштества. Денеска, во свет кој што е обвиен во војни, предрасуди, кршење на човековите права по секој основ и принцип, ќе зборуваме за тоа како Македонија, односно како Инфоцентарот во Македонија го празнува овој голем меѓународен ден и кој е основата на ова чествување во Македонија. По тој повод, утринава во студиото со мене гости се Јана Иванова, правник од Македонското здружение на млади правници, и Валјон Салихов, представник познат на јавноста, представник за медиум и вмрежување од Europe House. Добро утро и добро дојдовте во Слободен печат. Добро утро, благодарам. Предпоставам слушнавте најавата и поводот за вашето гостување овдека во Слободен печат. Па ајде малку, ако може, на почетокот да објасниме која е причината зошто дојдовте овде. Денеска е голем ден за човековите права, но споменавте дека тие и како се нарушени во услови на светски војни, немири и конфликти. Меѓутоа и Македонија не стои многу добро на ова поле. Па еве, може кој сака со Валјон може да ни објасни како Eurohouse оваа година планира да го чествува овој меѓународен ден. Да, значи као секоја година, така и оваа година Eurohouse си прави активности генерално за млади, за општеството и така натаму. Оваа година решивме денот на човековите права да го означиме малце поразлично. И дојдовме до идеја да некако и ги едуцираме младите, но и пошироката јавност, и во исто времено да биде тоа на забавен начин. Идејата беше да направиме една мала игрица која што освен едукативниот дел и забавниот, има и дел со наградување. Осмисливме една игра која што се вика Навигатор. Има еден аватар кој што се вика Нави и те води низ неколку планети. И планетите означуваат некое суштинско човеково право. Обично секоја планета има неколку прашања и како што играш, така и ги учиш основните права, основните човекови права. Идејата беше таа која што спомнав, и во соработка со Сдруженијата на млади правници и Galactic Omnicom фирмата, дојдовме до ова финална платформа која што се вика Навигатор, која што ќе ја промовираме денес. Значи, организираме настан во 11 часот во Public Room, каде што официјално ќе ја презентираме игрицата. Значи, имаме ексклузивна информација во Слободен печат, токму кои ќе бидат активностите на Eurohouse преку презентација на оваа игра. Да, и многу е битно да спомнам дека партнери во играта ни се Обединетите нации и Министерството за образование, заедно со делегацијата на Европската. Ќе се навратиме на играта малку подоцна во нашиот разговор, меѓутоа овдека би сакала представничката од Македонското здружение на млади правници да ја запрашам токму за онаа сфера каде што она е специјалист или ја познава. Споменавте дека 76 години денеска светот празнува од Меѓународната декларација за човекови права. Ја слушнавме состојбата во светот, имајќи во предвид конфликтите, расилувањата, лицата. Може ли накратко пред да навлеземе во деталите за она што се случи и како ќе се празнува во Македонија, може ли малку
да ни обясниш каква е состојбата по ова прашање во Македонија. Така, прво ви благодарам. Драго ми е што сум тука. Како што кажавте, да, точно пред 76 години Универзалната декларација за човекови права беше подпишана од Генералното собрание и тогаш биле актуелни одредени проблеми, нели после Втора светска војна и се сметало дека со донесување на некои вакви меѓународни документи, обврзувачки, дека ќе се надминат, например, конкретно состојбите со раселените лица, кои поради нели Втората светска војна ги напуштија своите домови, беа во потрага по нови. Меѓутоа, денес сме сведоци дека постојано има потреба за лицата да ги напуштаат домовите и да се упатуваат по други држави со цел да побараат меѓународна заштита. Човековите права нели се на огромно поле, така што кога зборуваме за нив, зборуваме за многу обврски кои што се преземени од страна на државите, за многу активни и пасивни всушност обврски на државите и многу полиња, многу можности истите да бидат прекршени. Така што одредени права да речам се актуелни во свое одредено време, како што например сега станува актуелно, мислам веќе подолго време, меѓутоа сега конкретно ќе го споменам правото на здрава животна средина и од друга страна ги имаме меѓународната заштита која што гледаме дека од самиот старт на донесување на Универзалната декларација и се до сега се е актуелно прашање и актуелна потреба. Може да заклучам дека не е Виолетова состојбата по ниеден основ и во Македонија по ова прашање. Меѓутоа, ајде овдека да навлеземе за она која беше твојата улога, односно Сдруженијето на млади правници во креирањето на она што Салиху претходно го спомена, тоа е платформата или играта за младите, односно за сите заинтересирани, како да го надградат своето знаење за човековите права. Кој беше вашиот или пристап, односно придонес кон креирањето на ова идеја и реализацијата нејзина? МЗМП, накратко, да не го кажувам целото име, МЗМП од самото создавање, односно пред 21 година, па се до сега се занимава конкретно со подкрепа, со поддршка и заштита на човековите права и тоа од различни полиња на правото и тоа всушност не направи компетентни да ја прифатиме понудата за соработка и да создадеме одредена база на прашања кои што ќе бидат прашања кои што ќе бидат одговарани во играта од страна на играчите. Моите колеги кои што си имаат остварено експертизи во конкретни правни полиња ги презедоа своите улоги тука и заедно ја створивме таа база. Гледавме да создадеме прашања кои што не се кои што може буквално секој да ги одговори и кои што секој би требало да ги знае, без разлика на професијата, без разлика на интересите или пак нивото на образование кое што го има играчот до моментот на играње, бидејќи очекуваме и стварно ни е цел да ја играат и млади лица кои што можеби за прв пат ќе се запознаат со одредени прашања и одредени права ни самата игра. Така што сметам дека ова е навистина еден уникатен начин да се пренеси одредено знаење. Одлична идеја. Мислам дека досега по некои вакви слични прашања во Македонија не сум информиран дека се представувало на ваков начин. Меѓутоа овдека Салиху би сакал малку да навлеземе подетално. Спомена Иванова дека има повеќе подкатегории, па еве во моментов додека ние говориме можеме и да ја видиме дел од играта, иако се уште официјално не е пуштена. Може ли да ни објасниш каде точно може да се види, на која интернет адреса и за какви категории станува збор? Малку детали да им пренесеме, односно да им објасниме на нашите гледачи. Да, како што објаснив, денес имаме настан во 11 часот и после презентацијата ќе биде официјално пуштена на страната на Europass.
ќе имаме соопштение, комуникација која што читателите и сите гледачи ќе можат да се упатат и која што ќе води директно до играта, ќе има конкретни упатства како се игра. Тоа што морам да напоменам е дека игрицата ќе трае од денес до 24-ти, затоа што на 25-ти ќе има и излекување на победниците. Тоа што треба Како ќе оди, може ли малку да за сите заинтересирани, претпоставам ќе бидат многумина, како ќе оди начинот на регистрирање и која ќе биде веројатноста дека тоа ќе биде се легитимно, условно речено, и која е наградата? Да, значи при секое влагање во играта има правилник кој што се чита од самите играчи, доколку се сложуваат, кликнуваат продолжи. Ако добие 6 поени, кој што е минимумот за да се влезе во играта за подароци, тогаш откога ќе освојат 60 и плюс поени, тогаш ќе им стигне нотификација дека се можни победници на некоја од наградите и тогаш ќе остаат имейл адреса и после ќе им стигне код и тој код треба да се чува се до дента кога ќе се објават добитниците. Добитниците ќе бидат анонимни со кодови, доколку некој од добитниците се излече, тоа значи дека е добитник на некоја награда. На 25 ќе биде наградите? Главна награда е 60.000 денари ваучер за техничка опрема, а другите подароци ни се спремени од амбасадите за мислинки на ЕУ. Има посебни подароци од повеќе амбасади, тука ги вклучуваме и Европската делегација и Обединетите нации. Независно какви ќе бидат наградите, целта е сосема поинаква. Тоа е да се едуцира населението, да се потикнат и младите, како што напомена Иванова, па и оние повозрастните, да се запознат кои се основните елементарни човекови принципи и права во земјава. Овдека Иванова би сакал малку да продискутираме за оној стручниот дел. Еве во играта гледаме во позадината дека има неколку подкатегории. Претпоставам кога ќе се навлезе во апликацијата, односно во играта, има прашања кои што се соодветствуваат за истоимената категорија, познавање. Мислите ли дека ќе има ефект оваков пристап, иако споменавте дека е доста интересен, па може и единствен во Македонија по ова прашање? Јас искрено сметам дека е пун погодок играта, бидејќи иако учествував во создавањето, многу ми е интересна, ја изиграв, дури беше во фаза на подготовка неколку пати и тука би кажала дека ова е некако од повеќе страни е направено да биде толку интересно. Пример, Нави, кој што е како виртуелен водич низ играта, не носи во Вселената, во која што се наоѓаат 9 мистични планети, кои што секоја си има свое име и опфаќа еден дел од правото, односно една сфера. Сферите кои што ќе ги опфатиме и воедно темите со кои што планетите се занимаваат се животна средина, здравство, детски права, Европската конвенција на човекови права, дискриминација, трговија со луѓе, заштита на потрошувачи, азил, имиграции и заштита на личните податоци. Гледате дека се актуелни теми. Сите се актуелни, особено и во Македонија, меѓутоа и во светот. Да, и баш внимателно ги биравме, а гледавме да не се расплинуваме премногу, сепак да го задржиме фокусот. И сега, што ќе се случи кога некој ќе отвори играта? Секој ќе има 6 звездички, а гледаме дека планети се 9, така што во една игра нема да може играчот да ги помине сите, така што има момент кај што може да избере што преферира и што сака да надогради или кај смета дека е најзапознаен со правата. Ќе има во секоја планета по 3 прашања и сите 3 се од различен вид. Имаме избор од повеќе понудени. Понатаму второто е што е точно, што е грешно, односно дали исказот е точен или грешен. И третото имаме со надополнување, значи имаме реченица која што треба да се пополни со предложените одговори.
Гледавме да има динамика, со тоа, затоа нели избравме различни прашања да има, да не биде монотоно, и исто морам да кажам дека колегите кои што ги приготвуваа прашањата, тука и јас, гледавме да вклучиме некои ситуации со кои што ние секојдневно работиме и со кои што сме се сретнале, така што се што ќе видите како играч се надевам. Така, да, јас се разгледав и апликацијата, односно играта пред да влеземе во студиото, од она прво што може да забележам, дека вниманието го задржува вниманието, така да претпоставам меѓу другото и тоа е целта ваша за овој меѓународен ден. Да, значи буквално од прашања што ќе се сретни, е реална ситуација во која што ние можеме да се најдеме, и добро е во моментот да знаеме како да изреагираме. Всушност и пораката на самата игра е биди гласен за своите права, но прво добро запознај ги. Ти благодарам за ова детално образложување, за повеќето се надевам ќе можат граѓаните и сите оние заинтересирани денеска да го осетат и во лично, доколку појдат на страната на Eurohouse. Меѓутоа, овдека Селихо би сакал да искористиме шансата малку да кажеме кои се активностите на Европската унија, односно на Eurohouse овде во Македонија. Кои се активностите што следат до крајот на годината? Генерално, првен сакам да напоменам дека оваа година имавме јубилеј, 5 години од која постои Eurohouse. Во текот на овие 5 години пораснавме као семејство, веќе имаме 7 Eurohouses низ државата, почнувајќи од Струмица, Тетово, Струга, Битола, Кривна Паланка и така натаму. Идејата на Eurohouse е да ги покрие повеќето од регионите, веќе со овие 7 Eurohouses покриваме цела држава, и да постигнеме до локалните населенија кои што и текако имаат потреба од поддршка, особено младите, пошто и мотото на Eurohouse е местото на новата генерација, и преку нашите хабови или простори им даваме на младите поддршка и све што треба за они да се изразат од било каков аспект, од култура, спорт, предприемаштво и така натаму. Значи годинава имавме разни настани, почнувајќи од Европската жена на годината на 8 март, имавме Europe Day, сега пред скоро време имавме и настани поврзани со Young European Ambassadors и така натаму, и до крајот на годината ни преостанува уште декември. Ова ќе биде еден од финалните настани кои што ги организираме годинава, и тоа што сакам да кажаме, само лани имавме некаде околу 900 настани за целата година, што се 3 настани дневно. Многу ни е драго што има премногу млади кои што се заинтересирани да бидат активни, да ги изразуваат своите интереси, квалитети и дебатираат, и мислам дека има еден добар инсентив или прогрес кај младите, особено во нашите хабови, нашите... Секогаш е со задоволство ги пратиме оние теми кога се вклучени младите во земјата, но овдека некаде би сакале да привршиме со вашето гостување денеска, и уште еднаш да им појасниме на нашите гледачи, денеска во 11 часот, ако може само да ни прецизирате, мотото ќе биде прославувањето, односно чествувањето на меѓународниот ден на човековите права, ќе биде гласен за своите права, но прво добро запознај ги ти. Каде ќе се одржи, кој очекувате да бидете присутни, еве повеќе за нашите гледачи и сите читатели да присуствуваат, односно одблиску да видат и се запознаат со вашите активности. Независно кој сака да може да и двајцата. Церемонијата ќе почне во 11 часот, ќе биде као кратко обележување на денот и ќе се промовира играта. Ќе бидат нашите партнери секако Обединените нации, Европската делегација, Министерство за образование и партнерите со кои што ја развивме играта. Ќе има говори, ќе има презентација кратка за играта и објаснување што како. И официјално ќе биде пуштена во употреба играта, и веќе од 11 часот граѓаните ќе можат да почнат да кликат и да играт, да се едуцираат, меѓутоа во исто време можно и да добијат некоја награда. Така, Иванова, нешто да дополниш што можеби не успев да те прашам?
Само дека ќе се потрудиме линкот од играта и самата игра да стигне до што повеќе лица, до што повеќе луѓе, да расшириме некоја ниво на свест и да се потрудиме да освоиме награди. Ви пожелувам многу успеси во едни состојби каде што ги дефиниравме дека не се баш виолетови, многу успехи во работата и во активностите на Europe House во Скопје и Македонија. Ви благодарам за вашето учество денеска во Слободен печат. Благодарам уште еднаш за поканата и за можноста која ни ја дава. Секогаш. Почитувани, тоа беа моите гости за денеска. Представник за медиумите и вмрежување на Europe House, господинот Валјон Салиху, и Јана Иванова, правник во Македонското здружение на млади правници. На вас ви пожелувам пријатен ден и да останете со програмата на Слободен печат. Пријатно.